Проектот за одвојување на фекалната од атмосферската канализација со кој се поставуваат атмосферски одводи на траса долга 6800 метри е со капитално значење за општината Кочани. Досега овој проект е реализиран на улиците Тодосија Паунов, Роза Петрова, Страшо Ербапчи и Први мај. Изградбата на атмосферската канализација на кракот од улицата Страшо Ербапче, кој ќе ги прифаќа атмосферските води од кај Панагјурот, е во завршна фаза. Во саботата премиерот Никола Груевски при престојот во Кочани заедно со градоначалникот Радко Димитровски ја посетија трасата каде што се гради атмосферската канализација. Во неа се инвестирани 1.200.000 евра кредит кој општина Кочани го обезбеди од Европската инвестициона банка. Во населеното место Бели беше предаден во употреба локалниот пат, кој ова населено место го поврзува со Кочани, а преку него се стигнува и до селата Нивичани и Пантелеј. Патот е во должина од 1,4 километри и е инвестиција на општината Кочани. Тој има посебно значење за развој на руралните средини, како и за развојот на туризмот, посебно селскиот и црковниот. Патот ќе донесе развој на селата Пантелеј и Бели, каде што се сместени ретки споменици на христијанската култура. Во село Пантелеј е манастирскиот комплекс со две цркви, посветени на Свети Пантелеймон и Света Богородица, а во село Бели манастирот Свети Илија со излетничкото место кај Дабот. Во оваа насока со вредни црковни обележја е и црквата посветена на Свети Дух во селото Нивичани.